Пратеникот салаллаху алейхи веселем во еден хадис, тој го пренеси овој хадис, тој има слушнато од Омер ибн Хатаб од својот татко дека пратеникот салаллаху алейхи веселем му забранил на маживе да ги спречуваат своите жени да одат во џами. Знаете што рече еден од синовите на Абдуллах ибн Омер? Валлахи ланамнa'ahun, че валлахи ќе му забраниме да оде џами. Кога го слушна овој збор Абдуллах ибн Омер радијаллаху та'ала анху, рече јас ти велам пратеникот салаллаху алейхи веселем забранил, а ти велите ние ќе му забраниме да одат в џамија, а тој ви забранил да му забраните на вашите жени да одат в џамија, рече нема да ти зборувам јас тебе повеќе никогаш. И се пренеси до смрт не му зборуваше не. Додека умре. Толку висока положба имаше говорот на пратеникот салаллаху алейхи веселем кај ними, што одма му се покорува. Одма го следе на пратеникот салаллаху алейхи веселем во све. Имаме примери колку сакаш, значи како асхабите се револтираа кога ги слушаа некој од табините да велит јас мислам. Кој си ти да мислиш? Надмислењето на Аллах и надмислењето на пратеникот салаллаху алейхи веселем нема мислење друго тука. Аллах рекол, пратеникот рекол. И асхабите рекле, зашто ако велет нешто го велет само дека го има слушнато од пратеникот салаллаху алейхи веселем. Зашто сите се праведни. Немат кај ними лажгов и неправеден. Зашто Аллах субхану ва таала за општо за асхабите и во сура Бејин нешто велит. Радијаллаху анхум ва раду. Аллах е задоволен со ними и тие се задоволени со